Добар ден, јас сум Хари Кацановски, а ова е подкастот на Plus Info. Доколку сакате ваква содржина, притиснете subscribe. Денес ни гостува многу интересна гостинка, хуманитарка, правник и основачка на здруженијето, на хуманитарното здружение Куќа на среќата. Здруженијето се занимава со различни хуманитарни активности, од помагање на лицата со посебни потреби до помагање на лицата кои имат здравствени проблеми и многу такви активности. Навистина ми е мило. Маргарета Талјаска, добре дојде на подкастот на Plus Info. Добро ве најдов, исто ми е мило за темата што ќе ја говориме. Благодарам на поканата. Честа е моја. Јас вака не бев запознаен со Куќа на среќата, дознав пред некое време и ми беше многу интересно, го разгледав сето тоа. И обично кај ваков тип на здруженија, прво нешто што ми доаѓа на памет е што конкретно те поттикна да основаш една таква хуманитарна организација која се занимава со овие активности. Так. Куќа на среќата е организација која што граѓанскиот активизам сака да го поттикне. Ја основавме затоа што е многу полесно некои акции да се преземат преку здружение отколку како група на кои што предводат некоја иницијатива, и тоа беше причината највеќе. Иницијативи како иницијативи, да речеме, ние сме познати уште од поплавите која беа и од тогаш превземавме разни иницијативи за хуманитарна помош, до некои законски предлози, промени, влијание врз некои државни институции и се останато, меѓутоа мораше да се има некое здружение за сето тоа, да речеме, да го подкрепиме правно, и заради тој се основавме така, за полесно е тие иницијативи да ги спроведуваме. Како функционираат тие иницијативи? Дали има успех конкретно на правно ниво тука во Македонија? Дали се случува нешто како вистинска општествена промена? Дали има конкретни проблеми околу сето тоа? Направно, значи, ние ги имаме законите, меѓутоа законите се на некој начин на хартија. Доколку не реагираме, не бараме нивно спроведување, дали на некој ќе му текне дека навистина треба да се спроведат, граѓаните во тој дел треба да се едуцираат и да знаат кои се нивните права, затоа што само така со нивното едуцирање, со нивното барање на правата, иако нели тие им следуваат на некој начин по закон, ќе си ги остварат. Во тој дел имаме разни и со лицата со попреченост, имавме едукација на нивните права, делот со посвоените уште пред 7 години во тој дел работиме на нивните права и ги бараме нивните права, и секој со самохрани мајки, еднородителски семејства, и тој дел не е опфатен. Сека до наму каде што ќе видиме дека има проблеми, дека навистина видливо законот не се почитува, реагираме. Со тоа што се вклучуваат нели различни експерти, секој во својата област, со цел да можеме баш професионално сето тоа да го реализираме. Значи има некој успех, да, и тоа е многу важно, и понекогаш тој успех може да стане огромен. Так. Како например сега еден многу интересен случај кој е актуелен денови е случајот на Миријана, так, која конкретно е посвоено дете, так, што успеа да добие случај во судот за човекови права на Страсбург, што е голема работа, нели? И во нејзиниот спор со Македонија судот пресуди во нејзина корист. Так. Зашто конкретно станува збор, бидејќи се дигна голема фама околу тоа? Так, кај нас посвоените деца немаат право да си го знаат своето биолошко потекло. Значи, според законот за семејство, тие податоци се тајна, службена тајна и толку. Ако некој дете е посвоено, утре од било каква причина, доколку сака да си го знае својот идентитет и потекло, по закон не може да знае. Може уште пред 7 години се оформија на Facebook неколку групи кои штета се уште постојат, каде што посвоителите си го барат потеклото. Значи бараат, родена сум тогаш и тогаш, барам брат, сестра. Дури има и оние биолошки родители кои што дале дете на посвојување да се јават и да си ги бараат децата тогаш што ги оставиле, чисто сакајќи да знаат каде се, нели во иднина и некој инцест може да се спречи со сето тоа. Меѓутоа не идуваат на пречка од законот и ова им е единствено решение. Се вклучи во таа група уште на почетокот кога се формираа групите, и од сето тоа што го видов, сватив дека само правно може тоа да се регулира. Барањето по групи е на некој начин да мораш да си го изложиш својот собствен личен живот, семеен живот, да мораш на Facebook на сите да им кажеш дека си посвоен, па тука наидувавме на разни, пример, коментари.
зошто сега ги бараш, како не ти е срам, тебе ти се родители тие што те одгледале. Значи, дури навлегуваме во потребата на другите, не знаејќи зошто они барат, дури немат ни причина зошто да се објаснат зошто барат. И сето тоа свативме дека е пречка и дека мора да се смени. По праксата на другите проверивме како во другите земји. Нажалост, само Македонија таа која што сето ова го бута под тепих или не знам како да кажам, кој што не сака да го отвори како прашање. Ние поднесувавме барање до труди социјала со различни причини. Самите посвоители бараа податоци поради здравствени причини, ете тие активности кои што ги имаме во поглед на здравството, нидовме на дете кое што беше болно од леукемија и мораше да знае дали тоа му е наследно, дали може да има некој донор со матични клетки од неговото семејство. Ние бевме одбиени. Одбиени затоа што законот е тајна. Нажалост имаме и случаеви, ќе кажам нажалост, каде што преку врски, преку луѓе можеш да дојдеш до информацијата, тоа што законот е тајна, меѓутоа тоа се книги кои што може некој да ви ги отвори, може да ви ги затвори. И да дознаете кој е нажалост, тоа се случуваше. И пак доаѓаме до тоа, тој кој што има можност, ќе дознае на било каков начин, дури со случаеви со ангажирање на детективи имаше што луѓе ангажира и си дознава. Имаше и такви кои што преку групите имаа среќа. Значи објавиле датум, биолошките родители виделе, имаше кои што двете страни се бараат, има такви семејства, има се најдоа и тоа е нешто супер, не знам како да кажам, ако се прифаќат. Има и такви кои се најдоа, па не се прифаќа, не сака. Меѓутоа сепак правото на некој да си го знае, по закон кај нас е скратено се уште, нели покрај пресудата тоа допрва ќе биде. Така да не израдува оваа пресуда, затоа што ни ги отвори вратите на некој начин, дека веќе ќе мора Македонија да постапи по ова прашање и да го отвори. Многу интересно е тоа дека, колку што видов јас, нели, сите земји членки кои се во Европскиот совет мора да ги прифатат начелата, нели, на Европскиот суд за човекови права. И во контекстов Македонија како земја членка, нели, во Европскиот совет ги нема сосем имплементирано тие начала. Дали откако ќе се донесе пресудата, како оди потоа тој процес? Дали веднаш тоа се имплементира или постојат некои потешкоти, како може тоа да се изведе во пракса? Так, пресудата би била правосилна по 3 месеци и постојат две опции на некој начин. Дали македонските судови ќе го согласат правото со тоа што утре посвоителите ќе бидат приморани на некој начин да барат правдата во судовите, а судовите според оваа пресуда да носат одлуки или тоа законски ќе го регулираме. Значи не би било и ова така брзо, затоа што најдобриот начин е ова законски да бе регулирано, да немаме ниту една оштетена страна. Не е, значи, биолошките по секоја цена да знаат ниту посвоените, ниту пак другата страна да биде оштетена, никој не треба да биде оштетен, тоа што си било. Меѓутоа, измената која што би била да се најде некој баланс. Значи, да се заштити едната и другата страна. Некој, например, остил дете на 15 години, животот продолжува, 20 години, ако тоа дете што е оставено наполно и другата страна си има свој живот, своја приватност, сепак треба и таа приватност да ја запазиме, да ја зачуваме и да не наштетиме, меѓутоа и потребата за идентитет на другата страна исто треба да ја почитуваме и да ја запазиме. Ние имавме поднесено во 2017 уште предлог закон со тоа што направивме компаративна анализа на сите други земји, како е во другите земји, каде што дури беше интересно што имаше земји кои што директно се обреќаш во социјално, ти дават податоци што сакаш правиш, што значи дека може некој утре да ти затрупа на врата и директно да ти каже дека јас сум детето кое што ме остави, што ние не ни сакавме ни воопшто, во нашиот предлог не е воопшто така, туку имаме баланс каде што Министерството за труд и социјала би било некој посредник, ќе го повика, ќе го информира. Баравме дури опција не само посвоителот да бара, како да има право и посвоителот да бара, и посвоеното дете да бара, дури оние биолошки браќа сестри во иднина. Со тоа што согласноста дали сака или не сака да се кажат податоците, на крај ја дава посвоеното дете. Така, значи,
Ако добро разбирам, тој баланс помеѓу правата на родителот, билошкиот родител, Така. на приватност на детето, на крај во тој закон сепак детето би имало предност, особено кога станува збор нели за здравствени ризици или друг тип на проблеми, каде што Лошото во моментот во нашиот закон е тоа што ние немаме никаква медицинска документација. аха, Не само медицинска документација, детето кое ќе се роди, зборам и наназад, имаме документи од тие во болница. Вака било таа оценка, така породено, здраво, право и толку. Родителите така ги посвојуваат децата. Утре кога доаѓа до било што, веќе земам една мајка која што треба да се породи или која се оди на лекар за било какво испитување, првите прашања се кои ви се наследните болести во семејството. Дали имате некој диабетичар, дали имате некој со срцеви заболувања? Одговорот на сите нив е не знам. Зошто не знаеш? Пак доаѓаме во ситуација дека мора да каже дека е посвоено дете, што може би не сакам. Некој, значи, тие не се не чувствуваат посвоени, тие се чувствуваат како дел од тоа семејство и воопшто не се посвоени, се деца на тоа семејство. Меѓутоа мора да ја изложат таа приватност за да кажат дека не знаат поради таа причина. Немаме некој систем каде што ќе се направи евиденција вие како мајка што оставате, дали вашата мајка, целосна историја на целото тоа семејство, тоа дете треба да има. Посвоителите треба да добијат на некој начин цела папка со целосна историја за медицинските болести. Ние немаме ништо од тоа. Со тоа што се случуваше, ете баш случајот со леукемија, се случи дека навистина семејството имало заболување и дека сите тие понатака биле наследни болести. Не е само леукемијата, на некој начин канцерот сега ќе го земаме исто заболување кое што е наследно, а никој од тие не знае, зашто самото знаење може да спречи понатамошно нели развивање на таа болест или навремено спречување. Немаме нажалост ништо од тоа. така, значи тоа ќе вклучи многу повеќе промени освен само законот, исто така и земање досија од родителите, медицинско и слични. Да, тоа да биде пракса, треба да биде. Затоа викам дека може нема да трае така брзо, треба да се најде решение за сите. Имаме ета и кај посвоените во досијата на посвоените каде што може не се знае биолошкиот татко или мајката не го кажала или била малолетна, па таткото одбива да признае дека тој наводно е татко, па тука би било и проблемот на болестите од татковата страна. Меѓутоа во случајов ние немаме од ниту една страна некаква медицинска историја. Интересно, исто така тоа што напоменавте дека многумина се собираат на социјални групи по социјалните мрежи и на тој начин трагаат по своите родители. Бидејќи законот во моментов нели не дозволува. Кажете ми, дали имате нека број, дали е познато колкумина трагаат по своите биолошки родители тука во Македонија, дали постои определена бројка на деца кои или возрастни лица кои не е мала бројката. Не е вака, значи од луѓе од контакти, најмалку зборам лично како контакти кои што сум ги имала, најмалку е 100. Најмалку зборам кои што активно бараат, не е и ајде ги речам на среќа од тие има многу што најдо. Ако беше тајна, не требаше воопшто да најдат, како да кажам. Ако веќе законот сакал да ги заштити биолошките родители, посвоените деца немаше да може да дојдат до таа информација. Ако веќе толку бевме затворени и сето тоа беше тајна, тоа е некоја една пандорина кутија да речам, ја сакаш да ја отвориш и ќе ја отвориш, макар по секоја цена да дојдеш до навистина, имаме такви што дојдат до навистина. Имаме и дури тие се сега активни. Има, значи, начинот на наоѓање е различен. Некои семејства или некои биолошки посвоители, некои кои што посвојуваат, при посвојувањето добиле некакви податоци. Да речеме, мајка ти било од Битола, мајка ти било од Охрид, ти првото име ти било вака, си се викал, презиме имале и тие многу полесно доаѓале. Некои дома нашли некаков документ и тие многу полесно, дури имаме каде што се бара мајка по тоа име од Велес. И ако Велес го земеме како град, дека е помал, луѓето меѓу себе се зборе се наоѓа. И тоа е тоа што приватноста пак на некој друг ја ставаме на тапет или се става по тие групи на тапет само за да се дојде до навистина која што е. И затоа викам дека законот ќе биде најдобра опција од групите
И поново нешто што е ДНА тест, не е тоа ДНК, туку ДНА тест кој што се практикува во европските земји, каде што се прави врз база на примерок од плунка, се праќаат примероците и се влегува на некое си дрво фамилиарно. И ако од твоето семејство биолошко сите го правеле сето тоа наназад, ќе добиеш некое дрво на семејство. Значи, дури тоа го барат како опција на наоѓање, што е многу тешко и преку тоа, ама барат секакви начини само да дојдат до онаа вистина која што сака да си ја дознаат. Интересно е, многу случаи со Мирјана конкретно направи еден бум и зголеми свесноста на јавноста околу тоа прашање. И интересно е што Мирјана, колку што сум информиран, решила да го направи сето тоа по смртта на нејзините посвоители, бидејќи не сакала да ги повреди, нели, и слично. Како што напоменавте, има голема стигма околу тоа прашање. Би сакал да ве прашам во кој степен, колкава е свесноста на граѓаните тука, ако може така се каже, на колективно ниво околу тоа прашање, колку секојдневно се соочуваат децата кои се посвоени со стигма, бидејќи не си ги знаат биолошките родители, како се справувате со сето тоа, дали има некои програми и слично? Тоа е тоа, да, како дел од законот каде што ние баравме промена, ние не баравме во таа иницијатива само член 123 да има промена, туку баравме промена да се промени уште еден член од законот каде што родителите кои што посвојуваат ќе имаат обврска, ама баш обврска да му кажат на детето кое што го посвојува дека е посвоено. Значи, ако не кажат, социјално ќе ги викне на разговор со психолошка помош, како тоа да го направат, зошто треба да му кажат, како да му кажат, да работат со тоа дете, за тоа дете да знае. Зошто тоа треба да биде обврска? Затоа што имавме токму такви случаи каде што детето не знаело и не дознало од нивните родители. Дури имало случаи каде што на 20 години дознало, на 30 години, дознало на 10 години. Се тука имаме повреденост на тие деца. Како дознало? Ти си посвен, ти немаш татко и мајка, тие не се твој татко и мајка. Значи, тоа веќе е повреда и може и дури психолошки негативно да влие на таа личност. И заради таа причина ние бараме плюс ова да биде како обврска и да се наложи на посвоителите дека мора. Има начини, труди социјала треба, нели, да си постапи по тие начини кои што како тоа да ги учи, да им дава помош и поддршка. Нажалост, слаби сме во тој дел. Ќе земеме Хрватска како пример. Хрватска има школа за посвоители. Значи, тој кој што сака да посвои дете, треба да отиде во таа школа, да го спрема, да му кажуваат како, што треба да прави. Кај нас не, кај нас ќе се поднесат документи, да, може во социјално да се обратиш, да побараш помош и се останато, меѓутоа тоа не го прават сите кои што посвојуваат и тука се наидува на проблем. Недоволната информираност на посвоителите, начинот на кој што постапуваат и неинформираноста на децата дека се посвоени, утре наидува кај другите на некој си подсмев или не подсмев, меѓутоа користење на таа ситуација некогаш да му префрлите на некого. Дури тебе да те сакале, немаше да те остават. До толку знаеме, до толку знаеме некогаш да бидеме, меѓутоа се крева свеста. Со зборење, со активности, се крева свеста. Се крева. Иако може разлика да направиме од почетокот до сега, многу е промената свеста. Затоа што и посвоените се погласни, можам да кажам. Да. Тоа е многу добра вест. Да, мислам, и околу различни проблематики од сличен карактер, нели, каде што има дискриминација и слично. Конкретно околу нашите земји соседи, бидејќи ја спомнавте Хрватска, нели? Да. Кај нас, нели, членот 120 од законот за семејство ја заштитува приватноста на родителот. Како е тоа регулирано во Србија, не знам, во Бугарија и слично? Србија, баш ги имам тука, е од 15 години. Детето кој е навршило 15 години од живот и кој е способно за расудување може да изврши увид во матичните книги. Значи, тоа дете утре оди и си поднесува барање, му дават увид да се знае во Србија. Во Црна Гора, детето исто од 15 години има, способно за расудување, прави увид. Хрватска,
Кај Хрватска е малце повеќе регулирано, дека Центарот за социјални работи нели е надлежен тој, немаме тука веќе во матичната служба. Хрватска исто ги води како службена тајна податоците, ама вика увид во списите на предметите во посвојување и евиденција во матичната книга ќе се допушти со полнолетство, значи тука имаме разлика во годините, тоа е тоа што го кажавме, треба да се дискутира и кај нас да се најде некоја граница која што се смета, дали таа би била 15, 16, 18, кога би се давало. Хрватска е со 18 години и вика посвоителите и родителите кои дале согласно за посвојување на детето. На малолетниот посвоител ќе допушти увид во списите и предметите, а матичарот нели во матичната книга на посвоители, ако Центарот утврди дека увидот е во негов интерес. Значи, тука има пак некоја отстапка. Кај нас немаме никаква отстапка. Кај нас не вика законот е службена тајна, ама ако немаме тајна и крај што дури се коси со друг закон, каде што законот имаме за класифицирани информации, го нема зборот тајна. Значи не службена тајна, туку сосема друг збор и тој збор не можеме ние да го сретнеме некаде каква е таа службена тајна според тој закон, другиот овој не се поклопува. Така да има многу измени, многу прашања кои што треба да се отворат, да се разгледат и да се најде средина. Албанија, Косово, Албанија дури имаме емисии каде што ќе ги добијат нели податоците од Центарот за социјални работи. Не е лесно да се најде. Имаш име, презиме, податоци, матичен немаш адреси, сепак оние пак заштита на лични податоци. Тука треба да се внимава. Излегуваат на телевизија и си се барат. Дали биолошките родители барат, дали подсвоеното дете си се барат, си ја кажуваат приказната, се јавуваат, се среќаваат. Мислам, сите отидаа многу напред. Ние уште стоиме тука и уште не ги почитуваме дефинитивно нивните права. Ако светот веќе го отвара прашањето вештачкото оплодување, дали треба и дали е во интерес на детето, ние уште се занимаваме или прашањето за посвоените не го отвараме. Како што наведовте, кај нас еден од проблемите е самиот закон, нели, кој наводно ја заштитува тајната, а уште поголем проблем е непочитувањето на законот подеднакво од сите, бидејќи како што разбрав, има некои кои со врски или на друг начин може да стигнат до тие информации. Дали до сега колку случаи се такви, дали е покрената нека судска постапка против надлежните лица кои им овозможиле такво нешто или се е само на муавет и ништо не е? Никогаш не може да докажете кој ви ја кажал вистината или кој ви ги дал податоците. Никогаш. Значи, како дознавте, ако книгите и списите се во матично, во архив, во социјално? Ако сите тие се архивирани или во болниците, како дознавте? Не може тоа да се докаже, затоа што тоа се книги кои што ги отвара некој и ги затвара. Тоа може би ако надлежните би правеле постапка на проверка на тие вработени, местен, како да кажем. Тоаш може ќе се фати некој кој што ќе даде, меѓутоа дури и тие таму вработени се луѓе, ќе кажем, кои што имаат разбирање за ситуацијата и им помогнале. Како ги разбираат, сакаат да им помогнат и може нашле некаков начин. Меѓутоа дека ова вака сега може да се докаже дека вие како ја добивте информацијата, не може да се докаже. Затоа што сето тоа е отварање на книга. Кога би биле на некој начин системски сето тоа, целата архива внесена во компјутер, па вработениот треба во компјутер да влезе, нели, да внесе пасворд и се останато, тогаш може да се знае кој го отворил тоа досие. Но сега сите тие досија се архивирани, без разлика дали бил нели самото дете дали барало или детективи, ви ги земи детективите, како доаѓаат и они нели до податоците. Ако тие податоци се државни и ги чува државата, како некој дојде до нив? Нема во моментот нема опција на некое си докажување и за тоа мора. Не тој што има врски или тој што е снаодлив, тој што ќе плати. Треба за сите да биде ова достапно и секој да се знае. Значи проблемот е технолошки, а и посвоеникот сам по себе ги штити интересите тој што му помогнал бидејќи му се нашол, нели? И доаѓаме до тој проблем. Што сметате вие дека следува сега по судската одлука
во Страсбург, дали ќе оди кон подобра, се вова дали сте оптимист околу тоа прашање или ова е уште една само... Не, ние не се откажуваме. Значи, како почнавме, целата таа постапка за да се стигне до Страсбург мора во Македонија да се поминат сите тие институции, етапи, сите тие законски рокови да се испочитуваат. Ние имавме поднесени до Уставен суд пред да дојдеме до Страсбург и Уставен суд дори не одби дека се тоа е во согласно со закон. Се повикавме на прва пресуда која што ја донесе Европскиот суд за човекови права, пак не одбија во тој дел, значи ние немавме позитивно мислење од Уставен суд. И ете 7 години помина додека да дојдеме до ова, ни ги отвори вратите, дефинитивно. Иницијативата е таа, со тоа што дополнително само ќе дополниме со пресудата и ќе поднесеме штом се формира штом имаме министер, надлежни во труд и социјала за овој дел, ќе поднесеме повторно од почеток, со тоа што веќе имаме основа, ајде да речем повеќе да им досаѓаме, да им бидеме над глава и да го отвориме јавно ова прашање, дебати, мислења различни се потребни, не мора да значи дека ова мислење нашето е најдобро, значи треба да се најде некоја средина и баланс, ајде да речем, по пресудата, мислењата кои што беа дадени од труд и социјала, дека да, они го разгледувале ова прашање претходно, дека не е само така оставено, што ние како одговор по поднесувањето на иницијативата бевме само еднаш повикани и исто така добивме одговор дека да, треба, навистина има дискриминација, ама да видиме најдобар момент. Тој најдобар момент траеше еве 7 години, така да сега исто кажува дека ќе има промени, дека навистина треба да се отвори законот. Се надевам, меѓутоа нас оваа пресуда ни отвори вратата на надежта. Ние законски веќе имаме отворени врати каде што судски може да се обраќаме. Значи ако некој дете не добие податоци, има основа да ги добие, тој има право веднаш да тужи. Зборам по правосилноста на оваа пресуда. Значи веќе е многу полесно. Има правни алатки, да. Да, судската пракса ќе треба да се усогласи како и што би реагирала ако труд и социјала добие барање со медицинска документација, со цело зошто јас навистина имам потреба да барам, ако се одбие се тужи. Дефинитивно имаме веќе полесно отворена врата и полесно и мора да се промени, не може тоа да се крие. Околу оваа тема, иако малку пошироко, каква е статистиката тука во Македонија околу посвоените деца и нивните посвоители од аспект на тоа грижата на посвоителите за децата, дали децата се среќни со посвоителите вака во просек или почесто посвоителите не се доволно добри како родители, дали имате нека таква статистика конкретно? Статистика, не е тоа статистика, тука е дека ќе кажам животното искуство кое што го споделувале посвоените деца е дека добиле целосна грижа, дури морали да се правдат зошто барат во тој дел, дури си кажувале дека јас, мојата мајка, значи нема ние да наидеме мојата посвоителка, ние идеме на тоа мојата мајка, мојот татко, тоа од нив го слушаме, јас не барам мајка, јас барам потекло, а грижата е голема, значи имаме деца кои што израснале во зрели личности, воспитани, едуцирани, образовани, нема разлика, значи тој што посвојува, го посвојува како сопствено дете и затоа викам тоа не е статистика, туку имаме целосна грижа и ти си моје дете, јас денеска те посвојувам и во целост дури си мој наследник и се ти давам затоа што ти си моје дете. Ние баш обично тоа го користевме така, не е мајка онаа која што ќе те роди, туку мајка онаа што те носи во срцето. Така да целосно се грижат, ајде ќе направам споредбата со децата кои што се згрижуваат, например. Кај згрижувачките семејства е друго, кај посвоените семејства е друго. Посвоените семејства по закон автоматски ги имат истите права како родените деца во тоа семејство кое што е. Значи истите права се по закон со наследници, со тоа што она биолошко семејство не треба на некој начин да се плаши или да биде ајде имаме такви ситуации што сме ги читале, еве сега ти ги бараш биолошките родители затоа што сакаш наследство. Не, посвоеното дете нема право на наследство и нема никакво право во тоа биолошко семејство претходно, чисто сака да се знае, чисто си сака идентитетот, браќа, сестри,
Така да тој дел, за разлика кај згрижувачките семејства, каде што си има целосна информација на биолошко потекло, на згрижувачко, на се, тука немаме ништо. Кои се разликите помеѓу, освен ова што го кажавте, помеѓу, јас прв пат го слушам згрижувачките семејства и семејствата кои целосно ги посвојуваат децата? Дали згрижувачките семејства исто така оставаат наследство или не, или само ги чуваат? Како оди тоа од прилика? Згрижувачките семејства можеме да видиме апели дека има стани згрижувач. Целта е тоа дете да расте во семејство, кое што исто ќе добие љубов мајчинска, ќе почувства како е да растеш во семејство. А меѓутоа, по наполнување на 18 години од животот, тоа дете има поддршка од државата дополнително за едуцирање, некој вид на паричен надоместок, дали во погледи на стамбено сместување, имаат во тој дел некој вид на поддршка. Меѓутоа, немаат право на наследство, не се дел од тоа семејство и не може да барат определени права во поглед на наследство или се останато. За разлика од посвоените се таму. Разликата е само што посвоените не биле родени, да речам, од мајката. Што реков, раѓањето не може мене да ми го направи детето, дали е мој или не. Значи, мој, јас тоа ќе си го растам, ќе си го гледам, затоа што го имам посвоено и целосно се после тоа на него му следува, наследство, права, дури тоа дете утре треба да се грижи по закон за родителите, затоа што тие се негови татко и мајка. Многу ми е мило и многу интересно ова што го кажувате. И сега конкретно околу вас едно прашање. Вие работите во куќа на среќата со различни категории на луѓе. Што конкретно ве мотивираше да се заложите толку за овој случај? Дали е тоа лична мотивација конкретна или станува збор за поголема хуманитарна желба да се помогне? Бидејќи знам дека многу се заложувате веќе одамна околу тоа. Сакам да помогнам. Имаше случај кој што, ме мотивираше, плюс, значи, уште на почетокот јас се состанав со една група на посвоени, беа 10 кои што имавме некој состанок или прва средба, да се видиме, и секој си ја кажуваше приказната која што, ме трогневе до ден денеска, значи сме пријатели блиски, беше девојката која што сметаше дека е украдена. Значи, она беше украдена, дека она е посвоена, меѓутоа била крадена од болница и дека незините, биолошки родители не знаат дека е жива. Тоа беше и она цело време викаше, јас сум починато дете. Една од мотивите беше дали навистина ти си починато дете или не си починато, зашто тргнувајќи од фактот, во времето на Југославија или во тоа време, да речам, многу деци биле крадени, на многу родители ми ја кажано дека им се починати. Приказната зошто она сметаше дека е почината беше дека имала жена во болница која што на тој датум плачела, вриштала, детето и починало. Со таа приказна на цел живот живеела. Значи, тоа е другата страна дури на посвоените, да живееш со тоа дека ти си крадено дете, дека ти имаш биолошка мајка која што не ни знае дека си живо, па не е лесна. Најдовме, значи трагавме по групи, секаде цел град се крена од каде што сметаше дека треба да биде. Се најде. Ете ја, до ден денеска е со биолошкото семејство во контакти. Дури ако гледаме ние како гледање, од тој аспект посвоените деца може да добијат двојна љубов. Ако ние имаме свеста, зборам кај нас во Македонија, можеш да имаш две семејства, и ова и тоа те сакаат. И таму имаш братучети, и ваму имаш братучети. Дупло љубов може да добијат повеќе од нас, што во овој случај така испадна и што премногу ми е мило. Има двајца браќа, со браќата биолошки, со двајцата е во контакти, дури кажува, мене ми е многу полесно, не сум сама. Случајот на крај беше дека не е крадена. Значи, дека сето тоа се може информации, кои што некој ќе ги каже, некој така ќе ги пренесе. Целото нејзино посвојување беше законско посвојување. Мајката била млада, ако плачела во болница, плачела за тоа што го дала детето, не сакала да го даде, меѓутоа немала поддршка од нејзините родители. Тие се сега ете баба и дедо и тие се живи, меѓутоа на крај убава приказна излезе, тоа ми беше мотивот највеќе.
Имаше и други, не викам дека нема. Има уште што немаат најдено, што уште на некој начин ги мислам и сакам тие да најдат, меѓутоа не можеме да им помогнеме. Колку и да сакам јас да им помогнам, тоа сепак би било незаконски што не можеме да навлегуваме така на тој начин. Пак е прашање на среќа, дали твоите посвоители имале било каква информација. Со било каква информација имаш еден клуч од едната врата, не од сите, ама групите многу помагаат на Facebook. Емпатијата е многу важна работа и многу ми е мило што има личности како вас кои поради емпатија го прават сето тоа и мислам дека недостига емпатијата Па ние нашето општество. се ова го правиме, ова не е некој проект како здружение, значи не е ние негде да сме аплицирале. Се случи еднаш да аплицираме конкретно сакајќи со медиумски да биде нели со споделување на приказни, меѓутоа пак постоеше страф од отварање на оваа тема јавно. Се ова друго што иницијативите и анализата законска, компаративна која што ја дадовме, сето тоа беше бесплатно. Морам да спомнам Павлина исто организиравме конференција, беше дел од конференцијата, сите учесници, сето тоа беше бесплатно. Се нафати да ги застапува. А проблемот, тука ќе го кажам во поглед на застапувањето. На некој начин сите бараат, меѓутоа беше тешко да се дојде кој ќе се реши да ја тужи Македонија. Затоа што тужењето, пак, ја земам Мирјана. Мирјана сега мора јавно сите да знаеме дека е посвоена. Зошто? И не сакам тоа да го направам затоа што моите родители се живи. Не сакам да ги повредам, не сакам било како да се почувствуваат они. Тоа е тоа што беше дури проблеми со оваа пресуда, меѓутоа Павлина се нафати бесплатно. Тоа го средија преку млади правници, преку проект каде што ќе ги покријат сите оние трошоци со такси, со се останато пред Страсбург. И се успеа, како и да е, се успеа, меѓутоа не мора да значи дека треба да имаш некаков надоместок или нешто за да му помогнеш на некога. И многу е исто така мило ми е дека и фокусот се става и на биолошките родители, како што напоменавте дека понекогаш љубов од две семејства, не секогаш биолошките родители се злобни личности кои ги оставиле поради малициозни, некогаш не биле во можност. Околу куќа на среќата, конкретно, кои се вашите идни, како едно последно прашање на ова интервју, која многу ми се допадна, кои се вашите идни ангажмани, што планирате понатаму да правите не само околу оваа тема, и околу разни други активности кои ги извршувате? Па имаме доста активности. Сончогледи кон сонцето за видлива и невидлива попреченост, иницијатива која што ја започнавме исто многу одамна, 2020 ќе биде. Па мислам дека 2020, веќе годините не ги ни броиме, не ни се нешто битни. Таа е намената за лицата со попреченост, видлива, невидлива и нажалост и тука има големи дискриминации, непочитување на нивните права. И стремиме кон тоа, можеби они ќе бидат како категорија која што јавно исто ќе си ги барат веќе своите права кои што не ги добиват. Тоа е едно што моментално ни е активно, другото што ни е активно се бесплатните одмори. Има нели Facebook група, преку неја се организираме, каде што праќаме семејства на бесплатно летување, цел ни е да бидат пратени на море, затоа што не секој видел море и не секој имал можност да оди на море, години наназад го правиме тоа. Им вадиме пасоши, им обезбедуваме храна, превоз, комплетно се што може. Радува тоа што агенциите се вклучуваат, дали кој што издава приватни апартмани, така да се праќаат семејства. Таа ни е иницијативата. Исто и разни акции понатака се правиме, дали за заштита на животна средина и такви нешто акции имаме со младите, бидејќи тоа е важно прашање реално, дека младите треба да се подигне свеста дека тие се тие кои што треба да ја заштитат животната средина и да реагираат воглавно на сите страни. Каде што може навистина да се активираме и да направиме промена, тука сме. Мило ми беше многу, Маргарета, за цело интервју. Се надам дека ти се допадна исто така. Така исто ми е мило, благодарам на поканата и можноста да поразговараме за ова.